Благодарам, подпредседателя. Почитувани колеги, почитувани представници на владата на Република Македонија, јас имам две пратенички прашања за денеска. Едното е, првото пратеничко прашање е до министерот за економија и се однесува, како и секогаш, ги вокализираме прашањата на граѓаните и реакциите, особено она што се следи на медиумите. Па ова прашање се однесува за она реакција на туристичките водачи за масовното окупирање на странски туристички водачи во Македонија, каде што добиваме неточна интерпретација на македонската историја и македонското културно наследство. И кога ќе кажам македонско, сметам на државата Македонија, не на етничка припадност во културното наследство, такво нешто нема. Ние имаме реакции на повеќе туристички водачи, туристички агенции дополнително, бидејќи ни се случува во државата да се шетаат странски туристи. За наша среќа се зголемува бројот на туристи од година на година, бидејќи навистина не е убава државата, има со што да се пофали и што да покаже. Меѓутоа, гледаме дека нема никаква контрола. А контролата за странски туристички водачи, односно за туризам, е при Министерството за економија, односно надлежна инспекцијска служба за ова е државниот инспекторат, државниот пазарен инспекторат, кој што треба да ги контролира туристичките водачи, кој што треба... Јас се извинувам, може ли само да го завршите, бидејќи ме деконцентрирате, позади грб ми зборите цел... Се извинувам, во право сте. Па добро, јас си реагирам. Јас си реагирам, да. Ве молам, ако може. Добро, ова беше позади грб Ептен, така да... Да продолжувам, значи, ние во таа интерпретација и реинтерпретација од странски туристички водачи кои што доаѓаат, слушаме, односно колегите кои што се туристички лиценцирани туристички водачи слушаат големи невистини. Значи се слуша на пример дека Република Македонија е 100% муслиманска земја. Се слуша дека, значи, с интерпретацијата на историјата и дека на пример сите тврдини во Македонија се изградени за време на Отоманското царство. Дека Република Македонија излегува на Охридско море. Значи слушате се и се што. Интерпретации и реинтерпретации на македонската историја, која што врска нема со вистината. И сето тоа треба да се контролира. Надлежно за ова е Министерството за економија, сектор туризам, конкретно, како што реков, државен пазарен инспекторат, кој што треба да ги контролира овие работи. Не знам зошто не се контролираат и не знам кој е надлежен, зошто ова инспекцијска служба не функционира како што треба. Јас разговарав со неколку туристички водачи кои што посочија многу логично доколку имате проблеми и на инспекторите, може фино лепо да застанат горе во Скопска чаршија, да застанат на тромеѓето помеѓу црквата Свети Спас и Мустафа Пашината џамија, каде што секоја туристичка рута поминува, и тука да застанат инспекторите и да проверува дали има или нема македонски туристички водич, како што е пропишано во Законот за туризам, ќе го цитирам, член 37а, кој што вели: странска туристичка агенција која носи туристи во Република Македонија без посредство на домашна туристичка агенција со лиценца А или без склучен договор со туристички водич во Република Македонија, има обврска во рок од 24 часа од часот на влегување во Република Македонија да ангажира домашен туристички водич со склучување договор со еден од следниве вршители на туристичка дејност, и се наведени тие кои треба да се контактираат. Исто така во член 71 е предвидена и соодветна казна, значи доколку не се почитува овоа. Меѓутоа, јас истражував и поназад се врати, во 2017 година дури е подпишан меморандум со Сдруженијето на туристички водиш дека ќе се среди овој проблем и дека ќе се има поголема контрола и дека ќе се смени Законот за туризам. Меѓутоа, од 2017 до денеска ништо не е случено со тој проблем да се реши. Напротив, секоја година гледам дека во овој период, јули, август, туристичките водачи, македонските туристички водачи реагираат на истава работа. И сега, почитувани представници од владата, една работа мене не ми е јасна. Вие постојано зборувате како нас не е заштитена историјата, заштитен идентитетот, заштитено е се на зборови, но на дела ништо не е заштитено. И оно што навистина става во голем прашалник е тоа што вие го зборувате што се случува на терен. Значи едно зборувате, друго правите. Друго поинаку делувате. Ние имаме
постојано напад на нашата историја, постојано се реинтерпретира, се асимилира, се присвојува, се кажуваат невистини. И не реагирате. Не ме јасно зашто со огромна брзина во 2018 значи година кога се потпиша Преспанскиот договор, веднаш следната година се избрусија шахти, се сменија имиња на споменици, називи, се сменија имиња на институции, се направи, значи многу послушнички, но кога доаѓа ред да се брани нашата историја и кога доаѓа ред да треба да се казнат оние кои што ја реинтерпретираат нашата историја, тука никој никако не реагира. И тоа се остава што кој со сака тоа да се го збори. Охридско езеро не било езеро, туку било море. Самуилови тврдина била изградена во времето на Отоманската империја, истото и Скопско кале. Апсурдни невистини. Но ниту Пазарниот инспекторат реагира, ниту секторот за туризам реагира, иако тоа е под надлежност на таа институција. Прашањето ми е до министерот за економија, што мислите да правите со овој проблем? Односно, дали мислите воопшто да го решите овој проблем? И каде е проблемот? Конкретно, зашто не функционира оваа туристичка инспекција која што вие сте навеле оваа влада во 2017 година во октомври, како меморандум потпишан заедно со Сдруженијето за туристички водичи. Уште еднаш потенцирам, вие сте тие кои што постојано не убедувате и нас и целата македонска јавност дека се е заштитено, дека се е зачувано, исто под истата таа пазарна инспекција се и не реагираат. Например, пред неколку дена излезе вест дека во Струга, во продавницата ДМ за козметички производи, декларациите на производите се само на албански јазик. Значи имаше и ама и претходно имаше неколку други такви вести кои што после излегува дека се лажни, ама не се само лажни. Имавме ситуација пред една година кога видовме дека и фискални сметки се издаваа само на албански јазик. Значи, сакам да кажам дека тој државен пазарен инспекторат треба да реагира малце повеќе и малце по-добро. Прашањето конкретно ми се однесува на туристичките водичи. Зошто не се спречува тоа? И каде е тука проблемот? И второто прашање е до Министерката за култура, до Министерството за култура и се однесува повторно на еден актуелен момент, а тоа е Илиндинскиот марш. Денеска замина конјаницата, тргна од Бигорскиот манастир, се испратија конјаниците. Меѓутоа, оно што мене ме зачудува е дека не е само оваа година, туку неколку години поред Министерството за култура не го поддржува Илиндинскиот марш. Не знам зошто, ја упатувам прашање зошто не е и оваа година поддржан. Сметам дека тука во ваквите проекти се гледа оној национален интерес, оно што упорно сакате да се тргне од законот како национален интерес, постануваат само национални институции. Меѓутоа, ако нешто треба да се финансира, треба да се финансираат вакви проекти. Ова е проект од национален интерес. Илинденски марш. Не знам зашто не е финансиран, знам дека е поднесено барање за оваа година, меѓутоа, ева го прашањето е тоа, зашто оваа година не е финансирано проектот, односно настанот кој што е многу важен, особено оваа година, кога имаме 120 години одбележување од Илинден, меѓутоа тие се одбиени. Ви благодарам.